Во текот на изминативе 15 дена во нашата општина имаме поголем број на пожари кои што од мали пожари поминаа во катастрофални пожари. Еден од таквите пожари беше и пожарот на околу манастирот Трескавец, каде што имаме неколку дневна борба со огнената стихија за спасување на манастирот. Во таа борба со огнената стихија се вклучија поголем број на активисти, граѓани, јавни предпријатија и така натаму, кои што денеска во оваа прилика ќе добијат и одредени благодарници. Меѓутоа, јас би сакал еден апел, да искористам оваа прилика, да упатам еден апел. Значи, нема подценување на ниту еден пожар. Овој пожар беше многу мал пожар, меѓутоа за многу краток временски период премина во катастрофален пожар кој што уништи огромна површина на квалитетна борова шума, уништи огромна површина со добра флора, фауна и така натаму, значи и уништи еден добар дел од нашиот украс на градот, значи на Прилепскиот крај. Меѓутоа не е само овој пожар, со ваквите пожари се уништија огромни површини во местото Дрен Смолани, во Никодин, во Бончев, во Крушевица изгореа квалитетни борови шуми, дабови шуми, букови шуми, кои што за жал тешко дека, односно ќе требаат многу години за да бидат обновени. Стануваше збор за една голема огнена стихија која ја зафати околината на манастирот Трескавец, која предизвика огромна материјална штета. За жал, меѓутоа, во сета насреќа имаше што немаше човечки жртви. Со таа огнена стихија да се заблагодарам на сите оние кои се спротивставија и успеа да стават под контрола и да го заштитат овај капитален објект, односно манастир, од извонредно големо значење за македонската историја, традиција, култура, споменик на културата и не дозволија да биде зафетен од огнените јазици пламени самиот манастир. Голема благодарност пред се до професионалноста на двете противпожарни единици, Прилепската противпожарна единица и Битолската, која дојде на припомош. Исто така голема благодарност до сите кои учествуваа со човечки ресурси и механизација, како што беа и јавните предпријатија, Комуналец, Водовод, исто така Паркинзи. Тука голема помош даде и јавното предпријатие Македонски шуми и други. А исто така голема благодарност и до поголемите предпријатија и фирми, како што се Прилепска пиварница, Мермерен комбинат, Конфи Ангел и другите компании од градот кои исто така одговорија на повикот за гаснење на пожарот околу манастирот Трескавец. Посебно голема благодарност да упатам до населението кој масовно помагаше во населеното место Мажучиште. Навијачката група Мајмуни беа активно и масовно беа вклучени, сите планинарски друштва од градот беа вклучени и доброволци, голем број граѓани. Значи, сите оние кои што навистина многу одговорно во тие огромни горештини дојдоа на само еден повик и самоиницијативно се вклучија во гаснењето на пожарот околу манастирот. Исто така голема благодарност упатам и до оние кои индиректно беа вклучени со логистика, например со храна, вода, дотури и така натаму. И мислам дека со ангажманот на сите овие, на градот и оние на кизинат, оние кои не ги спомнав, можеби некои ги заборавив, меѓутоа дадоа огромен допринос да не се направат поголеми штети и посебно да се заштити овај значаен манастирски комплекс и културно-историски споменик во Македонија. Во оваа прилика на сите учесници кои беа учесници во гаснењето на пожарот, локалната самоуправа, најмалку што може да направи е да му даде по една благодарница, да се сеќават на овој голем хуман чин кој го направија за манастирот Трескавец, за градот и за Република Македонија. Може би скромен, но голем, да го наречам, подарок од локалната самоуправа во име на цел град и ние сме секогаш тука. Сега веќе меѓу себе се познаваме,
кои сме луѓето и секако во наредна прилика било каква да е непогода да се деси во Прилеп и околината, сме тука за да помогнеме. За жал можеби има и некои луѓе кои стварно многу помогнаа и заради одредени причини можеби не се тука да добија благодарница. Се надеваме дека во наредните денови и тие ќе добијат благодарница. Значи уште наш исто еве една голема благодарност до сите кои учествуваа и се молиме на Господ никогаш повеќе вакви да не се десат вакви работи. Па на повик на градоначалникот на општина Битола и командирот на територијалната противпожарна единица Прилеп Станко Колевски за зголемена опасност во близина на манастирот Трескавец, територијалната противпожарна единица веднаш во истиот момент се вклучи со 2 возила и со екипаж на тоа возило и учествуваше се до крајот на локализирањето на самиот пожар. Значи, оваа соработка меѓу територијалните и противпожарни единици Битола и Прилеп е вообичаена. Ние секогаш и едните и другите во дадени моменти си помагаме еден со друг. Воедно и тоа е целта на нашето делување на овој пелагониски регион. Територијалната противпожарна единица од Прилеп. Територијалната противпожарна единица од Битола, компанија Полт Јангел. Имате помалку пожар. Антонио Башич, Владко Изајловски. Александр Бошков. Дарко Карпес. Владко Ингилизов. Гоце Ингилизов. Дарко Илиев. Игор Ламберт. Продолжуваме со делење на благодарници за луѓето кои беа ангажирани во минатиот период за сузбивање на пожарите кои се појавија во околината на Прилеп. Голема благодарност до сите нив, тука имаме и поединци, граѓани, луѓе од јавните предпријатија, од фирми, од приватниот бизнес сектор. Наистина беа многу ангажирани, затоа тоа го направивме во 2 групи. Единствено што може локалната најмалку да направи, тоа е да дадеме една благодарница за хуманиот гест што направија за време на големите пожари пред недела и повеќе дена тука во Прилеп и неговата околина. На различни локации повеќе стотини луѓе учествуваа на пожарите. Имаше повеќе пожари офатено пределот околу манастирот Трескавец, околу населените места Бонче и Крушевица, Никодин, над Радобил, областа. Исто така, тука во околината на градот имаше неколку пожари предизвикано и така натаму. Ова да не се повтори, а сите оние кои што излегува на нашите појавици само иницијативно, уште наш голема благодарност за нивната хуманост. Противпожарната единица од Кривогаштани се одма по дојавата дека се бара помош за спасување, за помош на манастирот Трескавец. Градоначалникот од општина Кривогаштани, Тони Затковски, организира една екипа која што останавме 4 дена, 24 сати бевне на терен. Успешно ја извршиме нашата задача која што ни беше поставена од предпоставениот Станко, командирот на противпожарната единица од Прилеп. Благодарност и на доделувањето на благодарниците од градоначалникот Маријан Истевски.
Прв пат на таков голем пожар учествував и малце се почувствував како дека ете нешто ќе се случи, но сепак со припомош на пожарникарите и двајца млади маши, заедно со оние гасеви, колегите од Комуналец, се појави значи таков момент кога наеднаш избувна голем пожар, гореше некои суви смреки, гранки и колку што можевме гасевне со лопатите и дел од пожарникарите, двајцата млади кои беа заедно со нив. И колку успеавне, толку вардевне, чувавне да не преиди на другата страна за да не качи до кај манастирот. Се трудевне колку што можевне, дадевне се од себе, жешко времето, вистина, малце кога фати ветер, почувствувавме и тука страв, се врати наеднаш ветрот, прво го изгаснавне, после наеднаш се запали, повторно, па моравме повторно натрчаме по да го гасиме, но сепак успеавме, дадовне сили наши заеднички, од сите што бевне колегите и други придружници, успеавме да го изгасиме и тој дел кој што мислиме дека ќе направи голем пожар, уште поголем, но сепак го изгаснавме, толку колку што можеме. Учествувавме со жителите од селото Крушевица активно неколку денови на гасењето на пожарот околу селото Крушевица, Бонче, патот после исклучувањето од магистралниот пат Прилеп-Витолиште, значи викано местото Липовдол, кај што беше, да кажам, и најзагрозена шумата, високата трева. Пожарот се префали преку планина по самиот пат од Липовдол до Крушевица во должина од 5 км. Од десната страна на патот се зафати целокупната површина со висока трева сува, со дабова шума, имаше липова и така некои круши и целокупната површина до самиот атар на селото. Од другата страна, од атарот на селото Бонче, огнот беше префален и почна да слегува, помогнат од брзината на ветрот кој што дуваше, значи од северо-западна страна, го помогна ширењето на огнот, се прошири и стаса огнот, значи од две страни до самото населено место Крушевица, до самите куќи. Луѓето, жителите на селото зедо активно учество во гасењето на пожарот, потпомогнати од неколку екипи на шумските предпријатија, Македонски шуми. Меѓутоа, активното гасење го презедоа и одговорно, желејќи од својот живот, помогна сите жители на селото Крушевица. Како да кажам, ненамерно, немаме евиденција, без да ме кој се го иде така. И да се повтори Ова е за фирмата. Компанија ГА Сонце. Ако бил, а сте заборавиле, кажи. Кирил Блаже Лексовски. Ајде, булата. Јане Јован. Пенце Балабанов.